Македонија и Косово ја продолжуваат соработката на билатерално ниво, но и во рамките на регионалните иницијативи. Во Приштина парафиран планот за соработка за 2012-та, со кој се утврдени можностите за користење на полигонот Криволак, воено-медицинскиот центар, регионалниот тренинг центар за комуникации, но и школување на четворица кадети од малцинствата на Косово на Војната академија во Скопје. Безбедносната ситуација во регионот е стабилна. Двете земји имаат одлична соработка која може да представува примери за другите држави, рече првиот човек на косовските безбедносни сили. Во врска со недавнешните инциденти на спортските надпревари, кога беше запалено македонското знаме, чеку состав, тие се неприфатливи и се за осуда. Тоа што се случи на надпреварот во Приштина е изолиран инцидент на поединци. Не е тоа општо мислење во Косово за Македонија со која имаме соработка. Такво однесување не е прифатливо, треба да се осуди, но и да се работи на превенција пред се од страна на организаторите и на спортските федерации. Министерот Бесими со поддршка во делот на евроатлантските интеграции за земјите од регионот, што би придонесло за мир и стабилност на Балканот, но и пошироко. Соработка на билатерален план, поддршка искажана од наша страна за учество и во сите регионални иницијативи од страна на Косово. Исто така поддршка и соработка во делот на евроатлантските интеграции, за да регионот и земјите членки од регионот како Македонија, Република Косово во иднина што поскоро стана дел од НАТО алијансата. Бесими и Чеку се согласиле дека развојот и одржувањето на регионалните капацитети треба да се базира на концептот паметна одбрана, што подразбира здружување и споделување на одбранбените и безбедносните средства.